Благодарам, почитуван председавач, почитуван заменик министер, почитувана јавност, почитувани колеги пратеници. Господине Макрадули, маските падна. И сега граѓаните видоа со кого имаат работа, бидејќи ние знаевме со кого имаме работа. Сега граѓаните увидоа со кого имаат работа. Прашањето за загадувањето требаше да ви биде приоритет број 1 и е едно од прашањата кои што заслужуваат одговор, бидејќи вие дојдовте со кампања за загадениот воздух, шетавте низ градот со маски, а сега кога неколкократно се зголеми загадувањето во Македонија и во градот Скопје, вие не шетате со маски, очигледно стекнавте имунитет на загадениот воздух. Плюс тоа, ветувавте пред избори дека нема да ги намалите казните, а со сите усогласувања што ги направивте на законите и законите за животната средина, ги усогласивте со законот за прекршоци, со тоа ги намаливте и казните, со тоа не ја намаливте и одговорност. Во минатото имавте искажано многу небулози, но е најголема од сите за мене кажани е дека загадувањето е многу големо бидејќи ВМРО ДПМН е на власт, па така имавте едно соопштение на 2.12. во 2015 година од СДСМ имаше едно вакво соопштение. Од лошите политики на Никола Груевски и ВМРО ДПМН граѓаните дишат неколку пати позагаден воздух од максимално дозволените граници. Значи, ова е поголема небулоза, јас немам слушнато, бидејќи еве и ВМРО ДПМН и Никола Груевски не се тука, не се на власт, но неколку пати е повеќе кратно, како што кажав, зголемено загадувањето. Вчера го достигнавме врвот. Скопје во топ 5 најзагадени градови, и тоа во споредба со градови кои што имаат над 10 милиони жители. Први сме во загадувањето, а за се останато, за жал, заради вас сме во слободен пат. Една од спроведените реформи, бидејќи вие сте реформска влада под наводници, е враќањето на старите автобуси во употреба, бидејќи јас сум корисник на јавниот превоз. За разлика од вас, во времето на ВМРО ДПМН се набавија нови автобуси, со што се обнови возниот парк, а сега се вратени стари автобуси во кои што кога ќе влезете ќе се задушите, во кои што се возат мали деца, се возат стари луѓе, се возат бремени жени. На тој начин вие се грижите. Вашиот градоначалник во Скопје вели вака, на 27 септември 2017 година, Скопје ќе биде зелена престолнина до крајот на мандатот. Во интерес на неговото ветување, позелени 1800 дури метри квадратни на покривот на градскиот трговски центар. Уште една реченица, председавач, само колку за информација, со садењето дрва, акцијата која што вие многу ја плукавте, од 2008 до 2014 година имаше пошумено 12.000 хектари земјоделско земјиште со скоро 32 милиони садници. Требаше само да продолжите онаму каде што застанавме, но не и се, тоа е. Контрреплика, заменик министерот за животна средина.